Добре дојдовте во дебатата. Денес се нурнуваме во едни од најмокните и највлијателни текстови на западната традиција. Зборуваме за извадоци од Исаија, псалмите, Павле и Евангелијата. Текстови што зборуваат за доаѓањето на еден Месија и за една нова преобразена ера. Но овие текстови, иако навидум хармонични, отвораат едно фундаментално прашање што со векови предизвикува несогласување. А тоа е, дали ветената трансформација е првенствено надворешна, општествена револуција која воспоставува правда и мир на земјата, или е длабока, внатрешна, духовна промена во срцето на секој поединец. Јас ке бранам став дека фокусот на овие пророштва е на воспоставување на конкретен, видлив, земен поредок на социјална правда. А јас пак ќе тврдам дека сето тоа, правдата, мирот, хармонијата, се всушност само плодови на она што е вистинската суштина на месијанската мисија. А тоа е духовна револуција која започнува и завршува во душата на секој човек. За мене, клучот лежи во јазикот што го користи пророк Исаија. Тој не зборува со нејасни апстрактни термини. Тој е експлицитен. Описува владетел, потомок од коренот Јесејов, што е директна референца за кралската лоза на Давид, чија мисија е политичка и социјална. Слушнете ги само зборовите. Со праведност ќе им суди на бедните и со правичност ќе ги брани смирените на земјата. Ова не е опис на духовен гуру. Ова е опис на праведен крал кој интервенира во општествениот поредок. Неговата моќ е извршна. Со здивот на својата уста ќе го убие злирот. Иако коментарот сугерира дека ова е војна против злото, а не против луѓе, сепак тоа е активна и искоренувачка сила. Дури и познатата слика за хармонијата во природата, волкот што живее со јагнето, лавот што јаде слама, не е само убава поезија. Таа е метафора за крај на сите конфликти, за реален постигнат мир меѓу луѓето и народите. И Псалм 71 ја продолжува истата линија. Тоа е молитва за крал, чија власт ќе се протегна од море до море, кој ќе донесе голем мир и ќе ги избави сиромашните што викаат. Ова е визија за глобално, праведно владење, кое го исполнува најстарото ветување дадено на Авраам, дека во него ќе бидат благословени сите племиња на земјата. Значи, целта е јасна. Остварување на Божјиот проект за човештвото како целина, овде на земјата. Гледам зошто ве привлекува таа визија за општествена утопија. И таа е навистина моќна. Ама, мислам дека со тоа го пропуштате почетокот на вистинската драма. Она што се случува во Новиот Завет. Погледнете го Јован Крстител. Тој стои на прагот на новата ера. И што е неговиот повик? Не е земете оружје да го срушиме Рим. Не. Повикот е покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Целиот фокус е пренасочен од надворешното кон внатрешното. Тој вели дека Месијата што доаѓа нема да крштева со вода, како него, туку со светиот дух и со оган. Да застанеме тука за момент. Огнот не е само символ на прочистување. Тоа е активен, па дури и болен процес. Тоа сугерира дека духовната трансформација не е лесна медитација, туку радикално согорување на егото, на себичноста, на се што не одвојува од божественото. Тоа е внатрешна војна, многу потешка од која било надворешна. Дури и кога ќе се вратиме кај Исаија, тој вели дека врз владетелот ќе почива дух на познавање и страв Господов. Коментарот го објаснува овој страв не како терор, туку како синовски однос на доверба. А тоа е интимна, духовна состојба. Значи, мирот за кој зборувате е само последица, не причина. Причината е јасно наведена. Зашто земјата ќе биде полна со познавање на Господа. Тоа е состојба на просветлување, не политички договор. Затоа, правдата и мирот за кој зборувате се само надворешни манифестации на една многу подлабока, внатрешна револуција. Но дали таа внатрешна револуција има некаква вредност ако не произведе конкретна, видлива промена во светот? Да се вратиме на природата на правдата. Во Исаија и Псалм 71, таа не е апстрактен поим. Таа има име и презиме. Сиромашните, смирените, угнетерите. Месијата според Псалмот ќе ги избави сиромашните што викаат и ќе им суди на малите со праведност. Ова е јазик на социјална реформа.
на директна интервенција во економските и политички структури кои создаваат сиромаштија и угнетување. Не можеме едноставно да го претвориме ова во метафора за духовна сиромаштија. Текстот е премногу конкретен, премногу земен. Зборува за луѓе од крв и месо, чии животи се неподносливи поради неправдата. Разбирам дека се фокусирате на политичките термини, но зарем не го игнорирате клучниот услов што го поставува самиот Исаија? Веднаш, откако зборува за судењето на бедните, тој објаснува како Месијата ќе суди. Вели: тој нема да суди според она што го гледаат неговите очи, ниту ќе одлучува според она што го слушаат неговите уши. Што значи ова? Значи дека неговиот суд не се заснова на надворешни докази, на законски кодекси или на политички интереси. Неговиот суд се заснова на духот на мудрост и разбирање. Тој продира подлабоко од околностите, во срцето на проблемот, во намерите на човекот. Ова е директно поврзано со она што го бара Јован Крстител. Тој не бара од луѓето да се приклучат на политичко движење. Тој бара плод достоен за покаяние. Со други зборови, тој бара доказ за внатрешна промена. Таа внатрешна промена е коренот, а праведните дела се само плодот. Не можете да имате плод без корен. Правдата не е нешто што се наметнува однадвор со декрет, таа извира од преобразеното срце на поединецот. Без таа внатрешна промена, секоја надворешна структура што ќе ја изградите е само куќа од карти, осудена на пропаст. Добро, но ајде да ја погледнеме пошироката слика, визијата за универзален мир. И токму оваа конкретна социјална правда за која спорувам е предуслов за она што Исаија го опишува потоа. Не можете да имате вистински мир додека постои системска неправда. Затоа неговата визија за универзален мир, каде лавот лежи до јагнето, не е само духовна состојба, туку директна последица на воспоставениот праведен поредок. Ова не е само внатрешна промена кај поединците. Ова е преуредување на самиот поредок на постоењето, каде што предаторската природа е укината. И оваа космичка промена се рефлектира и во политиката. Кога Исаија вели дека коренот Јесеев ќе биде како знаме за народите, тој зборува директно за Давидовата лоза кралска, политичка лоза која ќе ги обедини сите, не само Израел. Тоа е геополитичка визија. Тој станува точка на обединување за сите нации, исполнување на сонот за Ерусалим, чие име буквално значи град на мирот. Тоа е врвот на човечката историја, крај на сите војни. Како можеме тоа да го сведеме на само лична состојба на умот? Од тоа е навистина привлечна визија, да, но повторно мислам дека го прескокнувате клучниот услов во самиот текст. Исаија не вледи дека мирот ќе настане затоа што некој ќе потпише мировен договор. Тој јасно ја наведува причината. Зашто земјата ќе биде полна со познавање на Господа, како што водите го полнат морето. Мирот не е цел сама по себе, тој е последица. Тој е резултат на универзалното духовно знаење. Луѓето и народите престануваат да војуваат не затоа што се принудени со закон, туку затоа што дошле до заедничко длабоко разбирање на божествената реалност. Ова го гледаме на микрониво и кај апостол Павле. Во Рим, тој се соучува со заедница длабоко поделена меѓу христијани од еврејско и паганско потекло. Како го решава конфликтот? Не со наметнување правила или со политички декрет. Тој апелира на нивното заедничко духовно искуство. Прифаќајте се еден со друг, како што и Христос ве прифати вас. Мирот во заедницата се постигнува преку меѓусебно прифаќање и заедничко славење на Бога со едно срце и со еден глас. Тоа е чин на духовно единство кое го раѓа мирот, а не обратно. Без тоа познавање на Господа, секој политички мир е само примирје, само чекање на следната војна. Тука не се согласувам. Ми се чини дека со тој пристап целосно ја занемаруваме централната улога на Месијата како крал, како владетел. Текстовите се преполни со кралски слики, правдата ќе биде појасна неговите бедра, син на крал. Тоа не е јазик за духовен гуру, тоа е јазик за владетел кој активно воспоставува ред. Дури и Павле, кога зборува за Христос, вели дека тој дошло за да ги исполни ветувањата дадени на татковците. А кои беа тие ветувања? Ветувања за земја, за потомство, за царство, тоа се конкретни, историски, политички реалности.
Тој не доаѓа само за да ги научи луѓето како да медитираат, туку за да ги оствари историските ветувања дадени на еден народ, а преку него и на целиот свет. Неговата улога е извршна. Жал ми е, но едноставно не го прифаќам тоа. Јован Крстител е фигурата што радикално го менува фокусот. Тој вели дека оној што доаѓа по него е посилен. Но во што е неговата сила? Не е воена или политичка моќ. Неговата сила е во тоа што тој ќе крштева со светиот дух и оган. И тогаш доаѓа клучната слика. Тој во раката ја држи лопатата за веење за да го исчисти своето гумно. Да ја преведеме оваа слика. Кога Јован зборува за лопата за веење и гумно, тој користи метафора што секој земјоделец од тоа време веднаш би ја разбрал. Тоа е процесот на фрлање на ожнеаното жито во воздух за ветерот да ја однесе плевата, а зрното да падне долу. Процес на одвојување на вредното од безвредното. Но тој не зборува за жетва на полјата, туку за жетва на душите. Судот за кој зборува се случува внатре во секој од нас. И токму затоа неговата моќ е духовна, а не политичка. Тој располага со светиот дух, што, како што вели коментарот, го прави рамен на Бога. Ова е фундаментална промена на парадигмата. И погледнете го неговото предупредување кон фарисеите и садукеите, тогашната политички и верска елита. Не велете си, ние го имаме Авраам за татко. Бог може од овие камења да подигне деца на Авраам. Со една реченица, тој ја уништува целата основа на политичкиот и етничкиот идентитет. Тој вели дека крвната врска, припадноста на народ, не значи апсолутно ништо. Единствено што е важно е духовната преобразба. Судот е внатрешен. Тој ја одделува пченицата од плевелот во секоја душа. И покрај силата на вашите аргументи за внатрешната промена, јас си понатаму сум убеден дека овие текстови, особено пророчките, даваат визија за конкретна историска трансформација. Целта е создавање на праведно општество на земјата, каде сиромашните се заштитени и мирот владае меѓу народите. Таа визија е бесмислена, ако не се оствари во конкретни општествени структури. Духовните аспекти за кои зборувате, колку и да се важни, се во функција на остварување на овој земен Божи проект. Тие се неопходно средство, но крајната цел е преобразениот свет, а не само преобразената душа. А јас, иако целосно ја прифаќам неопходноста од праведно општество како идеал, не можам да се оттргнам од впечатокот дека примарната мисија на Месијата, особено како што е представена во Новиот Завет, е духовна. Таа е да донесе внатрешна преобразба, да го прочисти срцето на поединецот преку судот на Светиот Дух. Историјата не учи дека секоја надворешна револуција која не е придружена со внатрешна, на крајот се претвора во само нова форма на тиранија. Затоа, правдата и мирот за кои двајцата зборуваме се последица, а не причина. Без таа внатрешна револуција, секој обид за градење на надворешен мир е само привремен и на крајот илузорен. Се чини дека се согласуваме дека двете перспективи се длабоко вкоренети во материјалот и дека можеби не се исклучуваат меѓусебно. Можеби представуваат две страни на истата сложена реалност. Една внатрешна промена која неминовно мора да води кон надворешна преобразба и обратно. Една надворешна правда која создава услови за внатрешен развој. Точно. Можеби и вистинското прашање не е или, туку како овие две димензии се поврзуваат. Оваа тензија помеѓу општественото и духовното спасение останува централна тема за размислување, а материјалот што го разгледавме денес, нуди уште многу простор за истражување на оваа сложена и вечна врска. Благодариме што бевте со дебатата.